И се префрлуваме на клиничкиот центар. За жал пресеката во Куманово зеде 8 жртви и 37 повредени полицајци. За овие 2 дена фреквентно беше на ургентниот центар. Со хеликоптери и брза помош се носеа повредените. Таму е колешката Мирјана Мирчевска. Мими, кажи ми кои се последните информации. Томич, последните информации од овде од ургентниот центар се непроменети, значи оние пациенти кои што се овде, а најмногу над 20 пациенти се во ургентниот центар, повеќето од нив се на одделението Карил. Тие биле примени со тешки повреди, најчесто во стомакот, главата и екстремитетите. За жал, еден после операцијата изутринава почина во ургентниот центар. Нема досега нови информации, ниту потврда за починати или примени нови ранети полицајци. Денеска екипата на Канал 5 цел ден е на ургентниот центар. За сега не приметивме ниту едно возило на брзата помош да влезе во клиничкиот центар. Се уште се примаат со возила само итните пациенти. Полицијата држи се под контрола. Пред малку бев да проверам или ургентниот каква е состојбата. Веднаш те легитимираат, прашуваат зошто доаѓате, со која причина и веднаш да го напуштите тој простор. Останатите пациенти кои се сметаат нели неофицијално за полесно повредени се во двете градски болници 8 септември и Наум Охридски. Мораме да кажеме дека лекарите и целиот останат медицински персонал од трите болници не е заминат дома. Иако ситуацијата нели на нивното здравје е постабилна, тие се уште дежурат и го следат здравјето нели и онаа состојба кои што биле првично примени. Во обраќањето премиерот Никола Груевски спомена дека состојбата на пациентите е стабилна, но и некои информации потврдуваат дека најверојатно, но мора се уште да останат на интензивното лекување поради високиот степен на повреди. Тоа е за сега се од овде од клиничкиот центар. Да повториме дека тие ноќеска беа исто посетени од премиерот Груевски, министерот за здравство Тодоров и министерката за внатрешни работи Гордана Јанкуловска. Во инсертите можеме да видиме дека персоналот ги објаснува нели повредите, што е превземено за пациентите. Се надеваме дека состојбата на нивното здравје ќе биде подобра, а веќе можеби од вечерва, но најверојатно и од утре ќе имаме и официјални информации од лекарскиот тим. Неофицијално дознаваме, за сега нема изјави за да нели не се шпекулира и не се избрзува со состојбата, како што веќе неколку пати споменавме поради тешките повреди. Имам информации дека неколку пациенти кои биле свесни прашувале за состојбата каква е во Куманово, сакале да се вратат и прашувале за нивните колеги. Тоа е за сега се од клиничкиот центар.